Пијанец и Малешевијата годинава останаа без својот бренд, модрата слива. Пролетните мразеви го обраа пред време родот, па ги оставија производителите без род или само со 20 до 30% од количините кои очекуваа да ги наберат. Па оваа година модри сливи во Малешевијата може да се каже оти нема. Значи може да има по некои парцели по високите реони што се во Малешевијата, по планините, меѓутоа тоа е многу малку. Во април имаше ниски температури, минус 7 степени Целзиусови, така да сите измрзнаа. Плодови имаше формирано, меѓутоа измрзнаа. Во Малешевијата од очекуваните 2000 тони ке се наберат едва и 200 тони, но и цената на производот што не го уништи мразот ги дотепува производителите. Цената е ниска. 5 денари е за слива за ракија за индустрија, 7 денари е слива прва класа од Радовиш, Свети Николе, Штип, таму е почната веќе бербата, меѓутоа кај нас нема слива. Мразот само на беровскиот производител Малеш Брезе му направи загуба од 200.000 евра. Па ние очекувавме едно 300 тона, ние имаме 60 хектара насади, очекувавме 300 тона оваа година сливи, меѓутоа немаме ни 3 кила, не 300 тона. Тоа се огромни загуби, нашата фирма тешко ќе го превроди тоа. Вишната исто така ни беше уништена, многу малце вишна набравме. Цена немаше ниту вишната, тоа се загуби, не можеме да преживееме, не можеме да презимиме, оваа зима ќе биде многу тешко. Тешката година на сливарите во регионот се одразува и на преработувачките капацитети. Сега сме принудени да набавуваме слива во поголеми количини од другите региони, имено почнавме со Кумановскиот регион, се префрламе на Радовишкиот регион и воедно размислуваме и за увоз на слива како би успеале да рентабилно ја завршиме годината. Во Пијанец се очекуваат околу 700 тони сливи, што значи дека од регионот Малеш и Пијанец, кој просечно секоја година дава над 4000 тони модри сливи, годинава ќе се наберат едва 1000 тони сливи.